сакам искрено сега да се исповедам пред македонската јавност, да кажам една моја травма од детство. Со тоа што ќе ја кажам, пред се сакам да ги утешам бугарите, оние кои сакаат од македонците да направат бугари. Целта ми е пред се нив да ги утешам. После она што вчера го изјави Мицковски, замислете, Мицковски изговори дека Гоце Делчев е македонец на денот на неговиот роден ден. Рече македонецот Гоце Делчев. Толку ќе го коментирам Мицковски. Оставам вие да си донесете заклучок колку оваа влада ќе држи до црвените линии. Очигледно е дека ќе држи. Но, да го оставиме Мицковски, да се вратам јас на мојата травма со која што сакам да ги утешам бугарите. Травмата ми од рано детство, од негде трето оделение, второ, трето, четврто оделение. Ја може затоа и уште тогаш некаде у позадина на мозок сум имал некое непријатно чувство што се однесува до глума. Дури кога станав глумец, кога веќе станав глумец, ми текна, не се заебавам за ова, дека кога сум бил до четврто оделение, кога сум учел овдека в 29 ноември, денешно Војдан Чернодрински, дека секогаш кога ме земале да глумам, а ме земале, тоа од после ми текна, секогаш кога ме земале да глумам, ми даале да глумам бугарски окупаторски војник или бугарски окупаторски овој фашистички полицаец. Абе, од тогаш ми даале само негативни улоги. А одној докторот познат Владимир Чадиковски, него све му даваа партизани да игра. И команданти и позитивни ликови. И јас секогаш сум морал да го апсам шумкарот, да му речам: каде бе шумкар? Каде одиш? Со тоа фурашката на глава. И публика се смееше, ама ме мразеше, пошто ја го апсев главниот партизан, што го играше доктор Владимир Чадиковски. Владимире Чадиковски, ден денес не можам да те поднесам поради тоа. Чадик, извини вака брат, сигурно ќе огледаш ова, али знаеш дека се заебам, али стварно ми е травма тоа што секогаш ми даваат да играм бугарски полицаец. Тоа е утехата за бугарите. Замислете, некој вака што зборел многу често против вашиот бугарски шовинизам, против македонците насочен, тоест вашиот антимакедонизам. Замислете каква травма. Јас затоа може изборам така против вас. Ради оваа травма од детство што ми даале да играм бугарски војници, бугарски фашистички полицајци што апселе шумкари. Владимир Чадиковски ќе ми платиш еден ден за тоа. Добро, ете зашто уствари ја не сум нормален. Ако сакате да знаете. Така што на ова ми текна, години од како веќе бев дипломиран и ми текна. И постои еден другар мој ме подсети до четврто, шучевме заедно, вика, како он вика, не се сеќаш, вика, тебе те викај рецитали за 29 ноември, Сава Ковачевич, некоја песна сум рецитирал за Тито, за ова зона. Од тогаш осетиле некој талент кај мене, али овие со бугарскиве полицајци што ми даваа, тоа стварно ми беше травма. Пази, и она време бугарски војник ти дава да глумиш. Ја нешто знам тогаш кога апсев, кога приведував Владимир Чадиковски, партизан беше тој. Ја го апсев, пошто шумкар го апсев и нешто знам, смешно кажав, дали со тоа со шумкарите поврзано со ова со. И знам публика се насмеа, ама знам дека така позитивно ме доживаа, ама после тоа страм ми беше да се појавам таму кај што беа родителиве, публика, кај што беше. И знам дека си тргнав сам према дома, тешка травма беше тоа. А ти, Владимир, него тоа. Шо ми беше друго мавето, вака морав малце да почнам
лававо. Гледав, можете и вие тоа да го видите. Русите имаат еден многу добар метод како се справуваат со пијани возачи, пошто оваа тема е се уште многу актуелна. Вчера имаше исто неколку јаки прелети на коли по Партизанска. На овој народ памет нема никојаш да му дое во глава. И затоа пак ја кажам, она што го кажав на само вистина, заебете закони, заебете свет, турете лежечки полицајци на Партизанска пред секој пешачки премин. Знаете ли колку животи ќе спасите? Ама не знам како е тоа регулирано, нели, закон на булевари, не смее го кажав тоа, знам дека не смее лежечки полицајци. Но сменете го да смее, ќе спасите многу стотици човечки животи. Оти човек вчера ми кажуваше, чиј што дедо го купил имотот на сама Партизанска, сега да не зборам каде, баш у тој дел кај што загина млада во Фросина од Неготина. 913 дедо му го купил имотот. Човекот е веќе во многу во зрели години, вчера ми кажуваше. Значи вика, јас од кој сум дете тука, на таа што вика црна точка. Вика, ја може сум бил сведок на преку 300, 200, 300 такви случаи. Кога со смртни последици, кога со тешки повреди, кога со стотици пати. Така што можете стварно комотно да седнете и да се договорите кој одлучува таму со обраќајна градот, како се вика тоа, не имам појма ти ингеренции, чиви се, турете лежечки полицајци. Инаку овој закажав, русите имаат еден, како да кажам, оригинален начин на справување со пијани возачи кои што прават тешки прекршоци во сообраќајот, загрозувајќи ја безбедноста во сообраќајот. Например, зошто во Русија луѓето веќе го стекнаа тој менталитет од како Путин дојде на власт, избегнуваат да возат пијани. Не само затоа што ќе им ја земат колата, ќе им ја конфискуваат, не само што ќе изгубат возачката трајно, не е тоа толку проблемот. Проблемот е казната. Те фатат ли пијан, те приведуваат одма у станица, те ставаат тамо доле у подрум и со пожарникарско црево 24 часа со паузи те буца со вода. Ребра ти крши. Тоа било такво мачење да било неиздржливо. Оди после пак, влези у кола пијан и удри у некој пешак. Да те видам. Или влези, уопште не мора да удриш. Влези, нека не ти проработи совеста, влези пак пијан, па нека те фатат. Така е у Русија, можете да проверите. Тие што ги викате Путиновците, што не знаеле како, што не знаеле, така прават. Па сега вие видите што треба да направите за понатак. Сега е џабе се. Џабе е за девојчето, уште поџабе е за родителите и сестри, да не си му кожа, викаат. Нормално се борат сега, бараат правда за неа, но како да ви кажам, сите добро знаеме дека човечкиот живот нема цена. Со ништо не може да се врати назад. Јас само се надевам дека овој пат органите на прогонот, судот, обвинителството ќе постапат правилно,
праведно и ќе судат по силата на законот. И нема да дозволат тој престапник, кој што е потврден престапник, зашто правил и други дела и против безбедност со сообраќајот и поврзани со други работи, кај што ќе биде соодветно награден, односно казнет, за се тоа што го направи без можност утре заутре да добие некое помилување, скратување драстично на казната, како што некои веруваат, со кој што правев муабе дека ќе видиш, ми викаат, ќе излезе за 3-4 години и да го судат 10, ќе излезе, не знам стварно како иде тоа со санкциите, со ова, со тие работи, тоа 2/3, па за да немам појма како иде, уствари знам, али не е ни битно тоа. Битно е на ваквите престапници да не им се прогледа низ прсти. Затоа што не дале можност, простор, со ништо во нивното досегашно живење, однесување, да заслужат утре заутре некое намалување на казната. Затоа што арапите, старите, у старо време арапите викале, тоа е стара арапска. Ако некој направи еднаш некоја работа, не мора да значи дека ќе ја направи втор пат. Но ако ја направи и втор пат, сигурно ќе ја направи и трет пат. Тоа е мудра, стара, арапска изрека, крилатица, како сакате кажете. Барем у мој живот секогаш се потврдила дека е точно. Значи, ако едно нешто се случи еднаш, не мора да значи дека ќе се случи втор пат. Но ако се случи втор пат, бидете 100% сигурни дека ќе се случи и трет пат, и четврти, и пети, и шести пат. И стварно не знам, значи тоа ми е супер огавно у моментов, одвратно, кога гледам дека овој случај со младата Фросина од Неготино, оние социјалдемократи на јадни и бедни, како го користат за собирање на некои политички поени кои што нив конкретно за ништо и не им требаат. Но е стварно многу ниско да се пикаш во тие протести, да го пикаш носот. Па уште, ако ја организираат дел од луѓето, тогаш веќе нивната вина е многу поголема. Штета што не разбираат дека со нив е готово. Само со ваквите работи уште повеќе си го снижуваат рейтингот кој онака им е под нула, уште пред изборите. Уште повеќе го снижуваат. И треба да сватат дека со социјалдемократските опции, левите опции, мада тие немаат врска со идеологија, Социјалдемократскиот сојуз, дека со тој тип на опција готово во Европа во наредниве години. Гледате што се случува во Германија, масовни протести на десницата за оваа мигрантската политика. Уште по засилена е екстремната десница во Германија. Сега се изборите кога се таму у вторник, не знам кога се. Најверојатно Шолц ќе падне од власт. Гледате што се случи во Шведска вчера. Јас гледав една новинарка швејинка од Калмар, позната новинарка е таа повозрасна жена. Вика, ова е еден од оние денови кои што ја сменија душата на Шведска. Нешто што ни не памтат.
масовно убиство во некој образовен центар, школа, шо и да е. Вчера се случи во Шведска. Преку 10 убиени, како овој у Белград што направи Малион, само овој Пукачов има 35 години и не му објавуваат идентитет. Убиен е наводно за време на опсадата на школото, кога се обидувале да го приведат. Значи не му објавуваат идентитет намерно. Можете тогаш да замислите зошто не му го објавуваат и зошто јавноста у Шведска не смее да чуе кој е тој човек и кои се мотивите за тоа што го извршил. Пази, Шведска е дојде до тој степен на криминал и масовни убиства. Швеѓаните ние на времето ги памтевме само по швеѓанки од интернатот, поточно со тврдо Дж. Швеѓанки од интернатот, сите трчаат да го гледаат филмот у Вардар 1, Вардар 2, у Напредок, у Шутка, у не знам, овој Напредок кај беше на Битпазар, беше Напредок, да, на Битпазар. Кино Напредок. По тоа сме ги знаеле. По еротски филмови, меки порничи. Добра се, ние малце по така очиклените градски деца и знаевме швеѓаните и по режисерот Ингмар Бергман. Бергман, да. По оваа глумица го кажа. Така што невиноста Европа одамна ја изгуби. И ова сеја што ќе се случува во наредниве години, особено ако американската администрација ја заврти славината и ја смени политиката кон Европската Унија, европјаните сами ниедна работа не успеале последниве од како заврши Втора светска војна. Ништо што фатиле сами не успеале, ако не било тука позади Чичко Сем, ако не стоел да ги потурне, да ги поддржи, да им помогне. Тотално е тоа неспособна демократија, баш таму кај што ние се тепаме за да влеземе. Кај што до вчера бевме спремни се да направиме и гаките да ги се облечеме само за да не пуштат. А тоа е уствари една тотално неспособен бирократски мастодонт, кој што има елементи на тоталитаризам, сега да не зборам за тие кои се тие елементи на тоталитарно владење, поголемо, пострашно отколку што збора дека Путин го спроведува во Русија. Тоа знаете како е? Му рекло магарето на зајакот имаш големи уши. Европа во моментов, Европската Унија е помалце демократска и повеќе тоталитарна од што е Путиновата Русија. Видете што се случуваше само последните 15 години со тоа нивно мешање во секој сегмент во животот на луѓето, во секоја пора во општеството. Смееш ова да кажеш, не смееш ова да кажеш, ова е говор на омраза, ова не е политички коректен говор, ова е не знам што, ова е насочено против ова, за ова казна ќе добиеш, за ова казна ќе добиеш, за ова казна. Значи само нови права смислува на секого, а у исто време ги скратува слободата на говор. И да не зборам што све други работи се правеа. Под тој декор, за таа кулиса на кобајаги, човекови права, демократија, политичка коректност. Они фактички го прошируваа полето на делување на нивниот тоталитарен систем на владење, нивниот тоталитарен апарат. Да ти влезат сегде, да ти издаде комшијата дека не си вакциниран, па за да дое полиција да те приведе, да те казни. Тоа Сталин го правеше у Русија 30-тите години од минатиот век. Тоа што се случуваше сега на тлото на Европа и не само тука, Австралија, Канада, било каде. И треба да знаете, сум го кажал тој друг пат, Европската Унија нема врска со демократија. Незиниот систем, незините институции не се избрани по демократски пат, по пат на изворна демократија. На гласање. Знаете вие кој ја избра? Народот ја избра фон дер Лајен да биде председател на Европската влада? Народот гласаше на Европската Унија? Јок бе.
Таму ја поставија неколку души што се горе, што им се блиска нати го, дај ми го што права. Све е шминка. Но добро. Не ни доаѓа памет у глава, ќе ни доаѓа памет у глава многу брзо. Кога ќе почне да пука таа унија по шавови, затоа што вака неодржлива. Ние тоа го знаеме, живеевме у таква повеќе мултиконфесионална, мултиетничка, не знам каква федерација, која што баш заради тие разлики огромни не успеа да стекне да создаде во тој процес, не успеа да создаде нација, додека постоеше, која што ќе се идентификува со од прв до последен, кој што ќе се идентификува со државниот субјект у тоа време Социјалистичка федеративна република Југославија, со тој некој заеднички колективен идентитет југословенски и така натаму. Така да и Европската унија нема шанси да воспостави еден таков колективен идентитет, една таква самосвест дека никогаш. Затоа постојано внатре ќе постојат сили кои што ќе бидат спротивни на тоа унијатство што го нарекуваат Европска унија, кои што ќе тргаат во спротивен правец. Затоа што ќе биде неодржливо секогаш некои одлуки донесени на централно ниво горе, без изврна демократија во Брисел, нормално дека ќе задрат во интересите на одреден народ кој што е член на Европската унија. За некоја покрупна работа, тој народ ќе рече нема шанси. Ама ние нема шанси. Знаете колку народи има членки во Европска унија, колку етнички овие заедници живеат во склоп на таа на таа Европска унија. Тоа Господ не може да го зачува да биде заедно. Вака морав пластично да објаснам. Зашто тоа ќе го снема многу брзо. Но, ајде да си правиме муабет дека сакаме во уште некое време, пошто тоа е сега уште е многу корисно да се збори и да се слуша дека ете сакаме. Иако во суштина сите знаеме каде води тоа, барем ние што го имаме искуството со живење во една таква слична заедница, која што знаеме како се распадна во крвава војна. Не е битно. Кажав се што имам да кажам. А ти, доктор Четиковски, само ако те видам негде, ќе частиш пијачка.